Со едноминутно молчење, положување свежо цвеќе и пораки на почит, Штип ја одбележа 25-та годишнина од трагичната смрт на бранителите Димитар Двојаковски и Владко Петров. Представници на нивните семејства од локалната самоуправа, политички партии, здруженија и граѓани одадоа почит на прерано загинатите херои од конфликтот во 2001 година. Споменот за нив, велат присутните, останува жив и траен. На 2 мај, ден пред трагедијата, од позициите кај селото Ваксинце се јавил дома и најавил дека ќе користи викенд одмор. Тоа биле неговите последни зборови со најблиските. Зад себе остави сопруга и едногодишен син. Во истиот трагичен настан, животот го загуби и Владко Петров. Владко е роден на 23 јули 1977 година во штипското село Чардаклија. Средното образование го завршил во Штип. Бил познат како храбро и честно момче, кое се определило да му служи на својот народ и земја. Во мај 2001 година го очекувала и неговата свадба. Настан, што за жал никогаш не се случи. На 2 мај биле распоредени на позиции во Кумановско кај село. Пораките од одбележувањето беа дека жртвата на бранителите не смее да се заборави, бидејќи тие загинаа храбро за Македонија. Не се заборавени. Споменот живее ко заклетва. Тоа не е само чин, туку доказ дека братството и споменот се посилни од времето. Голема е благодарноста на сите што сте овде, што не се откажавте од споменот, што не дозволивте тишината да ги покрие нивните имиња, нивната младост. Сведочиме дека тие што ги дадоа своите животи за Македонија, за сите нас не се заборавени и нема да бидат. Можеби некои ги тргнаа на страна, сакајќи да ги заборавиме бранителите од 2001. Можеби некој молчи, но вашето присуство денес зборува погласно од секоја неправда. Ова е сведоштво, ова не е споменик, ова е долг. Почит до семејствата на паднатите херои, хероите кои што останаа тивко секојдневно, да ја носат болката и тишината. Никогаш. Димитар Двојаковски е роден на 22 април 1972 година во Нова Горица, Словенија, а неговото семејство потекнува од Берово. Владко Петров пак е роден на 23 јули 1977 година во штипското село Чардаклија. И двајцата ги загубија животите на 3 мај 2001 година во Кумановското село Ваксинце. Нивното дело и жртва остануваат вечно врежани во колективната меморија.